Ете како што вели народот, Господ милуваше атарот на Скопската општина Петровец да го крстарам во изминативе неколку години, за која направив 20 документарни репортажи, во кои мештаните од неколкуте населени места ми го раскажаа минатото за нивниот роден крај, надополнети со веродостојни сведоштва и историски аргументи, митови, легенди, устни преданија, материјални артефакти и пишани документи, со надеж дека меѓу помладите по раѓање или по потекло од оваа област, особено меѓу оние поупатени во властите на историјата и антропогеографијата, ќе се изнајдат и љубопитници и ентузијасти кои за голем број прашања изнесени, делумно опфатени или недопрени овде, ќе вложат и љубов и труд и знаење, за да ги доистражат и изнесат на виделина, спасувајќи ги од неправедната прав на заборавот. Да се биде хроничар за Скопската општина Петровец е тешка и одговорна задача, затоа што сите збинувања кои се случиле низ вековите, хроничарот треба да ги преточи во едно недопишано слово, налик на некој ненадменат познавач на целокупниот живот, мајстор на секој детал, секој опис кој умее на негов својствен начин да ги долови оние навидум ситници што не ги забележуваме, а се насекаде околу нас, успевајќи тоа да го постигне на тој начин, пишувајќи за работи што му се блиски, што ги носи како дел од себе, затоа што сите тие односи, ликови, судбини повторно и интензивно и емотивно ги доживува, затоа што таквиот однос кон ликовите настаните што ги опишува тој летописец успева да му ги доближи до читателот, до гледачот, а читателот и гледачот на неговите летописи не е пасивен набљудувач, туку активен учесник во тие настани. Територијата на општина Петровец е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија, а богатите културно-исторички, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на регионот со нивната зачуваност, разновидност и интегралност му даваат посебност, единственост, репрезентативност, автентичност. Едно од тие села е и селото Катланово. Ете како што вели народот, Господ милуваше овој пат да го посетам селото Катланово по покана на црковно-манастирскиот одбор на Соборната црква Свети Никола, црквите Свети Сисоја, Света Недела и манастирот Свети Илија, да направам нов документарен видеозапис, поточно речено да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историчките знаменитости за ова село, за недораскажаните приказни кога го посетив ова село пред 10 години, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од датичко време, старомакедонско време, римскиот период, византискиот, отоманскиот и денешното наше современие, кои се дел од парчево земја, кое со милениуми се нарекува Македонија, а народот кој со векови живее овде, македонски, и е дел од шевкупната историја на Македонија, а воедно да бидам гостин и на православниот празник Свети Атанасије Александрински, меѓу народот попознат како Атанасије Зимен. Катланово како споменична целина има огромно значење поради комплексноста од многобројните археолошки остатоци, како и низата поединични градби, кои ги имаат карактеристиките на културно наследство од исклучително значење. Како едно од најстарите човекови населени простори, тоа представува архитектонско и уметничко достигнување и ризница на архитектонски, археолошки, материјални и нематеријални вредности. Ова село, формирано во карактеристични природно-географски, историски, етносоцијални и естетски услови на живење и стопанисување, се издигало и развивало во една карактеристична хармонија. За тоа говорат најстарите сведоштва и археолошки пронајдоци кои потврдуваат дека ова село
било населено во дамнешни времиња. Почитувани мои, како по стар обичај кога патувам низ селата во Република Македонија, особено за големите духовни, црковни или манастирски празници, доаѓам во самата предвечерина пред празникот за да присуствувам на заслогот на самото вечерно богослужение и благословената вечерна црковна трпеза, а воедно за да присуствувам и на утринската богослужена литургија, благословениот црковен или манастирски ручек. Почитувани мои, моето доаѓање во селото Катланово, иако така да речам беше во стандардна форма, сепак беше видоизменето, затоа што празнувањето во селото Катланово, посветено на Свети Атанасија Александрински, меѓу народот попознат како Свети Атанасиј Зимен, се софаќаше на самиот ден, за да ги надополнам моите досегашни сознанија за етнокултурните и историските знаменитости за ова село, за недораскажаните приказни кога го посетив ова село пред 10 години, за чие село устните преданија, легендите, митовите, материјалните артефакти, пишаните документи датираат речиси од дамнешно време. Почитувани мои, откако така да речам, со црковно-манастирскиот одбор на неколкуте цркви и манастири од ова село, се сторивме здравоживо, ме замолија најсетне јас да им ги раскажам моите досегашни историографски сознанија за нивното село, копајќи низ македонски и балкански архиви, а сетне тие да ми ги раскажат многуте приказни за нивното родно село, што нив им ги пренесувале нивните дедовци и баби, кои ќе биде дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифатив. Селото Катланово е девствен природен рај. Тоа е оаза на цивилизацијата, оаза на културното наследство на Македонија. Богатите културно-исторички, архитектонски, археолошки и етнолошки вредности на ова село му даваат посебност, единственост, репрезентативност и автентичност. Устните преданија, легендите, митовите, материјалните документи, пишаните документи датираат од дамнешно време. Минатото на Катланово е премалку за да може да се види со еден поглед, со еден опфат на окото во еден миг. Тоа се безброј пластови на дух и материја, напластени едни на други со нераскинливи нишки кои го градат долгиот континуитет на катлановскиот живот. За да се дознае дел од вистината, потребно е да се побараат остатоците на творештвото од различните периоди кои се кријат во селскиот атар, испреплетени зад превезот на времето. Селото Катланово илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел на културниот простор на древна Македонија, како дел на Римската империја, како дел од Византија, чиј владетел и основач на Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел од Свети Климентовата книжевна школа, како дел на мноштвата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владењето на синовите на македонскиот комитопола Никола, македонските комитополи Арон, Давид, Мојсе и Самоил, посебно за време на владењето на македонскиот владетел Царо Самоил и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврило Радомир од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година,
како дел од црковните записи на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1336 до 1355 година, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел од Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Колку долго време живееше одека во Катланово? Види, сега историјата може знаат, може не. Катланово било турско село. Во 1920 година, кога се оделе турците, почнале од сите села овде да купуваат имање. И овде староседелци само две фамилии имало, другото све дојдени од околните села. Јас сум роден тука, 62 сум однесен у Скопје и израснат у населба Мичурин. Так, Али сум бил нон-стоп тука кај дедо ми. так. Колку, да речеме, куќи броело селото пред 50 години? Отприлike овака. Немало много. Так, так, так. Затоа што највише си доаѓале после 40 година си правеле куќи, а имањето што купуиле 920-21 и они имале имања, али куќите Так. Што луѓето живеа порано овде? земјоделие и сточарство. Што, така, од сточарството, значи овци и кози? Овци, крави, кози имале и тоа и коњи чувале за вршење. Немало машини, немало ништо. Магарињата им биле како леки коли, на нив ќе се качи да отиде до ова или на конј. Тоа е било занимација. Колку, да речеме, секоја куќа имало овци на времето и кози? Па на времето една куќа испод 70 до 100 овци не била. Козите не ги памтам, пошто козите се уништени, Лазо Колишевски кој дошол 48 година. 48 година и не памтам, а коњи имале по 4 до 5 за вршење, крави имале за млеко, за мозење и за телиња. Това е. Овдека Катланово пред 50-60 години, што се полево раѓаше? Па све се раѓаше. Прво почни шекерна трска. Може некој не ја спомнал, шекерната трска, она поле вака се викаше птиње, течеше многу високо и целото тоа поле се наводнуваше. И шекерна репа имаше памук, афион, значи тоа се од оние индустријски леблебијава, што викаме слануто, или како сакаш да кажеш, се раѓало тука, грав се раѓало, значи тоа што било неопходно за луѓето се раѓало тука. Така? Друго, земјоделие, пченка, јачмен, рж, овес и сите тие све се произведувало. Каде оде луѓето на пазар во твоето време? Па на пазар иде Скопје, многу поише, пошто имаше превоз, а иде некој Јувелес кој има други потреби таму, Јувеле наведе само со магариња иде и како да. Так. Обстојувањето на селото Катланово е забележано во Отоманскиот пописен тапи тефтер број 8
од 1436 година за време на владењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Беглер Беглус, со чии атар раководеле Амет Балабанбек и Сари Мулабек. Во пописниот дефтер од 1446 година, направен 10 години по истиот, каде што според овој попис селото административно припаѓало на нахијата Блатија на Скопската каза. Исто така селото Катланово е забележено и во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, каде што дел од атарот припаѓал на вакуфот на Саид Паша, а престанатиот дел од вакуфот на Устрев ага и на вакуфот на Демо ага. Селото е забележено и во томаските пописни дефтери од 1565 година, во томаскиот дефтер од 1570 година, во пописниот дефтер од 1582 година. Според отоманскиот попис од 1832-33 година, селото е заведено како Капанли, со мешано рисијанско и мухамеданско население, 17 рисијански фамилии и 4 мухамедански фамилии. Во 19. век селото е дел од нахијата Блатија во Скопската каза. Пред крајот на турското владење, собственици на чифлиците во селото Катланово биле Салибек, Амедбек, Нурибек и Усеинбек, каде што своји живеалишта имале изградено покрај постојните селани и чивчиите кои работеле на чифлиците на претходно споменатите бегови. Овие, значи, овде се мала, дојдени кои се од Блаце мало, кои се од Брезица, кои се од Дивле, кои се од Градманци, значи, од сите села купил еден тука имањето и така се Значи, од колку села се дојдени, толку мала се... Толку мала и Кожле, Блачани се највише. Так. Тоа е по фамилија. Так. Си бил ли во Блаце? Како не, имам имање од татко ми, од прадедо ми имање имам во Блаце. Така. Има ли некој од твојата фамилија таму? Нема. Значи, ти си... Имам само еден братучет моментално седи, ама он у Петровка ли таму седи. Так. Затоа што ете има трактори се занимава со земјоделие, тој ми е братучет на дедо ми од сестра. Се чувствуваш како катлановец или како бланчанец? Катлановец се чувствувам, пошто детството ми е прошло тука. Так, ако ќе појдеш во Блаце? Цело Блаце ми е род и сите ме поштуваат исто како да сум дома. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1367 година од Иван Снегаров, пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев и топографски и етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Според податоците на Васил Кнчов, внесени во историографскиот запис Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, селото имало 90 жители, од кои 70 македонски и 20 турски, додека пак според историографскиот запис на екзархискиот секретар Димитар Мишев во неговата книга Македонија и незината популација од 1905 година, селото броело 80 жители, сите македонци. Твоето име, презиме? Спиро Терзиевски. Шо години имаш?
84. Машала, машала, машала. Да се родат. Така. Ова сега да ми кажеш, од која галабе си? Јас сум од Беломорска Македонија. Од кое село? Село Желево. Желево. Да, Андартико. Така. Сега ова, која година твојот татко овде ке дојде во Република Македонија? Која го избркаа грците. Така. Тој 47 година. Така. Како се викаше татко ти и мајке ти? Трајко и Митра. Така. Мајке ти од кое село беше таа? Од Брезница. Од Брезница? Да. Така. Сега ова да ми кажеш, твојата сопруга од Од Катланова е. Јас сум катлановски зет. така, од која фамилија е? Од Блажевци. Така. Како се зедовте зимно, летно, пролетно? Зимно. Зимно, а? Да. Како ти дадоа бегалка или се убаво? Не се убаво се ја земав. Татко и не се противеше. Познат. Татко и беше пратеник, прв пратеник во собрание на Слободна Автономска Македонија. Така. Ама лежеше во затвор 7 години ради комунистите што го затвараа, што го шиканира, заедно со Ченто во иста келија беа. Се бил ли во родниот крај? Кога последен пат се бил? Беа до сега, пред една година бев во родниот крај, се е срушено, грците така се понашаат, никако. Си бев во црква, запали свеќа, бев и на мајка ми селото, и она се од цела фамилија да види што е, како не прогонаа грците. Мене ми избркаа на 8 години дете. Кога отиде во твојата село последниот пат, кога запали свеќа на гробиштата на твојата фамилија, И во црква, да. ти плачеше душата? Ми плашиш, како не ми плашиш? Кога? Не знам кај сум. Како? Не знаеш кај сум. Школото си го видов, со што памтам. Дели памтам. Што не памтам, не памтам. Дека селото Катланово на овие простори обстојува многу векови, говори и пишаниот документ на еден од најпознатите не само во македонскиве, балканскиве, туку и во светскиве размери, антрополози и географи, доктор Јован Трифуновски, Шелските населби во Скопската котлина, издадена во Белград 1955 година, го забележал следново. Катланово се наоѓа во југоисточниот дел на Скопската котлина, на десниот брег на реката Пчиња, пред незиниот влез во Прнарската клишура. Катланово е рамничарско село, расположено на надморска височина од 240 метри и се наоѓа на 27 километри оддалечено од Скопје. Куќите се распоредени под подножјето на ридот Падарница на северозапад во рамничарскиот предел, кај десниот брег на реката Пчиња. Поради својата средишна местоположба во однос на повеќе други села во Рицко-планинскиот предел, селото Катланово е рурален центар за селата Летевци, Брезница, Градманци, Блаце, Бадар и Кожле. Поради ваквата географска местоположба од селото Катланово водат и 3 локални патни правци кон селото Блаце, Бадар и Кожле, кон селата Летевци и Брезница и кон селото Градманци, кој како земјен пат продолжува кон селата Джимидирци и Круше во општината Велес. Источно од селото на левиот брег на реката Пчиња се наоѓа возвишението Пржај, каде што и денеска постојат остатоци од ѕидини, бедеми и утврдувања. Во Катланово постои населбата од неолитско и бронзено време и некрополата Доксаница, која се наоѓа на 4 километри јужно од селото, археолошкиот локалитет Катраново, каде што и денес се наоѓаат осамени наоди од римско време, каде што се откриени 2 милиоказа и еден жртвеник посветен на Дијана и Аполон, некрополата од основно-антричкото време, која се наоѓа на 400 метри северно од археолошкиот локалитет Римски бањи, во местото викано Кочова населба, каде што се среќаваат фрагменти од керамички садови, покривни керамиди и друг градежен материјал. Населбата од римско време
оддалечена околу 500 метри западно од селото, во местноста викана Рамниште, каде што и тука се среќаваат фрагменти од керамички садови, покривни керамиди и друг градежен материјал, некрополата од римско време, кое се наоѓа на левиот брег на Пчиња, под населбата Катлановска бања, во местноста Црквиште, каде што во просторот од патот за Градманци, па се до коритото на Пчиња, се откриени гробови со конструкции од големи камени плочи и саркофази и запис вклешан во гранитен мермер и друг градежен материјал, археолошкиот локалитет Римски бањи, каде што и денес има остатоци од скалести излабени во самиот Доломитски карпест масив, камени корита, каде што во лековитите топли води на отворено уживале уште од 340 година старите римљани, византиците, самиот византијски император роден во Таор, Македонија, Петруш Сабатиев, во истографијата запишан како Јустинијан Прима, па турските великодостојници, зашто сведочат ниските столови со кружен облик, излабени во карпите и зборовите напишани со арапско писмо, врежани во старата камена плоча од скопскиот валија Хафиз Мухамед Паша во 1898 година, каде што се вели: спомен за благодатите што ги дава ова топла вода. Нека биде непрестушна за светот што се развива и гради. Таа тече низ камена уста од Аллаха благословена. Дауд Паша, правичниот скопски валија, добродател, изгради со своји средства амам. Кога го видов овој амам, мојот воскит ме натера да напишам на карпа за оваа водена куќа. Пред нас е вистински убав и чист бруток. Нека повелат гостите да ги измие. Од ова село си? Тука сум роден, тука. Так. А старите се од Брезица, Од Брезица? Од која фамилија си од Брезица? од Мичеви. Има тамо нешто од твоите родини? Имаат викендици таму. Одиш понекош? Не сум бил. Так. За Света Петка. Так. Кој ти е куќна слава? Мене? Аха. Свети Јован. А тебе го ој? Свети Никола, Како ти е името? Киро, Од кој галабија си? од Летевчаните. Од Летевчани? Да. Така, горе према Кула, така речено. Да, Так. 22 година се доселени тука. Кој му е летна слава на Летевци? На Летевци Спасовден. Спасовден. А пак ова речи го на Брезница кој му е? Света Петка. Света Петка. И Света Тројица. Не, и Светире има. Не, Света Тројица. Светире има крст горе. Ако има крст, ама Света Тројица им е слава. Момче ти, твоето име? Дејан, Презиме? Оцевски. Од кој галабија си? Јас сум од Брезица. Од Брезница? Да, он ми е татко. А, татко ти е? Се вака едно овде те прашам. Тамо е забранен пристап. Си бил ли во Брезница? Да. Каде, во Брезница или овде? Па, овде. Тука Так. сум роден, Так. од дете сум тука. Так. речи го. И мислам дека по мене речи го, тука ми се другари, пријатели и ред други работи. Од тоа село, доека сум жив, тука ќе видам. Меѓутоа, кога ги слушаш приказните за твоето потекло од Брезница, ти се радовали душа да Да, дека јас сум са чисто крвен брезничанец. Так. И по дедо, и по баба, Так. сум од Брезница. Так. И речи го, 63-та година дедо ми се симнал тука, од Близ се симнале тука. И од тука, од 63-та сме тука, речи го во Катланово. Так. Сега вака едно овој да ми кажеш. Овдека во Катланово, ти си млад човек. Како го, да речеме, овај го организирате, дружењето? Овде речи го младите се организираат прекрасно, да ти кажам право, еве за секоја слава за вака за дали ќе биде за Свети Атанас, дали ќе биде за црквата за Свети Никола, дали ќе биде за други за Руса и за си имаме како што кажа председателот 15 на души. Фала Богу речи го се слагаме до немај каде, ни помагаат деца, децата на сите речи го помагаат уз служење, уз речи го ред други работи и постарите луѓе ние учимо нив како да се постават. Ти се радовали душата кој ќе видиш млади деца кои што Многу. Прво речи од моите две дечиња,
па од другите сите дечиња што се од црковниот одбор и Башка Речиго многу помага. Многу. Како ти се викаат? Тој дечина? Михаел и Матеј. Што години имат? Едниот има 17, другиот има 14. Таман што викаат старите во колективната меморија на македонски народ да остани тоа. Баш така. Во пишаниот документ на доктор Јован Трифуновски, селските населби во Скопската котлина, издадена во Белград во 1955 година, за селото Катланово го забележал следното. Во Катланово постои преданието дека на местото на денешното село во римско време постоело градче со име Катраново. Од ова некогашно населено место селаните често ископувале тули и стари пари. На местото на уништеното градче Катраново се основала нова населба со име Катланово во пространата долина, природно заштитена со високи и стрмни ридови, покрај која тече рекичката Оплазница, каде што и денеска има фрагменти од керамички садови и гробови со конструкција од обработени камени плочи. Населението од селото Катланово смета дека Катланово во минатото било важен сообраќаен центар, а поради бајнските извори имало големо присуство на луѓе уште во римско време и непосредната близина на античките градови Тауресиум и Бадеријана и остатоците од тврдината во местноста Кале, а во римско време населбата била Кастел со значење на нова тврдина или ново место. Првичното име било Кастеланово. Името на селото Катланово е поврзано со арапскиот збор Катлан, што значи кладенец, во кој се содржал коренот лее, се слива, тече вода, кој се однесува на термалните извори по кои е позната оваа местност. Селаните сметаат дека селото го добило името од турскиот збор Каплан, што на турски значи тигар, кое име веројатно било прекар на некој турчин кој во Катланово имал свој чиплик. Над селото Катланово од југозападната страна се издига пространата планинска падина, израсната со дабова шума. Над незината горна граница се простира голина, која воедно е и планинска испаша. Од источната страна се простира ниско земјиште погодно за обработка. На планинскиот дел од Атаро се наоѓаат виканите места: Голема и Мала Падарница, Бел Брест, Свети Илија, Сотри Була, Големо и Мало Ограѓе, Стари Лозија, Широка Орница, Тотинци, Грамада, Јакупов Кладенец, Лака, Змеински рид, Ѓуров камен, Зелнички рид, Лалевце, Нишан, Желкарник, Паливоденица, Падалиште, Корија, Шамак и Дрма. Првиот меѓу еднаквите овдека во црковниот одбор во селото Катланово. Твоето име презиме? Јас сум Гоце Маневски. Од која галабија си? Јас сум татко ми од Кожле дојден, овдека е како дете донесе. Така. Сега, ти си председател на црковниот одбор. Колку мина сте членови на? Па, околу 15 луѓе сме. Така? Да, од кои и другите помагаат кога ни е слава, кога треба да се работи во црквата, за сите работи се собира цело село. Колку цркви и манастири има Катланово? Катланово има 4, една црква и 3 манастири. Кои се тие? 2 манастира се и една слава што ние овдека е Свети Атанас. Не е црква што останало од времето што се слави. Има постари, може би кажале, но стопе така. Така. Кој се... А црква најстара што ми кажала баба ми, покојна е Руса Среда. Така, и манастир што е И горе. манастир има Така. горе. А второ е Светилија, исто таму близко се горе на Ридот. И црква Свети Никола, која е почната 2001 година. Јован Трифуновски во својот научен труд Селските населби во Скопската котлина за семејните лози во селото Катланово го забележал следното. Најголемиот дел од населението во Катланово,
во минатото, па се до ден денес се македонци од православна христијанска вероисповест. Старински семејни родови се Ѓорѓиовци, Мочковци и Чочевци, додека Ѓорѓиевци и Дивјанови водат потекло од селото Дивље, Грковци, Мазиновци, Велковци, Петревци, Грујовци, Антушевци и Блажевци водат потекло од селото Бласе. Семејниот род на Велчевци води потекло од селото Градманци. Семејните родови Димовци, Нацеви, Лазови, Брезничани водат потекло од селото Брезница. Семејниот род на Јовчевци се доселил од селото Бадар, Куртовци во Котланово се доселиле од селото Летевци, а нивното подалечно потекло е од Маријовско. Граовци и Пиперковци во Катланово се доселиле од селото Кожле, Мијовци се доселени од селото Патишка река, додека пак Ордевци доселени се од велешкото село Рудник, а семејниот род Јаначиевиќ е доселен од Бујановац. Втората етничка група по бројност се ромите, познати како мајоци, кои се уште ги има задржано своите антрополошки и физички одлики како роми. Нивни родови се Арифи, Демири, Елмази, Салију, Чалими, Муареми, Бајрами, Рамадани, Изети, Ајчифи, Алиу, Амети, сите се доселени од Урошевац, од околните села. Саме, ќе да земам ја. Така да дојдеш и обршава. Премине огинот за вечер. Единиот прво тука да има. Прво да видим и ватра дали има. Така ќе одиме таму да го земам. Истото е. Не, без. Да. Истите гимназијки. Добар ден. Добар ден. Арен добар. Супер. Овие дрцавам овој заказано, така? Не, ова е спремаме за огинот за вечер да биде топло. Така, тоа е ти ми презиме. За гостите. Љубе Николовски. Така, од која фамилија си? Од Мазневи, од Блац. Од Баце, Од не коренот од там. Така. Колку ти си овде роден? Јас сум тука роден, Така? а татко ми и мајка ми од Блац и татко ми од Блац. Така, има нешто очио од твојата фамилија во Блаце? Нема. Нема, Нема, братучедите ми се у Франција, Така? едните се радишани. Така. Одиш некогаш вака во Блаце? Одам, ама куќата стара падна. Така. И нема сега више, Така. знаеш, таму. Така, Али така. сега се враќаат полека, постепено, Така, постепено така. се враќаат. Така. Има доста во Блаце што се врати. Така. Како се викаше дедо ти? Дедо ми Трајче, Така. баба ми Илина. А пак дедо ти по мајке ти? Дедо ми по мајка ми. Дедо ми по мајка ми, ја не се сеќам сега Така. на мајка ми. Татко на мајка ми. Па Трајче, Така. Трајче, Трајче. А баба ти? баба ми Илина. Илина, така. Сега ово да ми кажеш. Татко и мајка се Петре Така. и Ана. Така. Колку сте вие браќа и сестри? Јас сум еден Така. и сестра една. Така, како се вика сестра ти? Имам еден брат починат, Так. тој починат како дете. Така. Твојата сопруга од каде е? Мојата сопруга е по потекло по татко од Летевци. Од Летевци? Да. Така. Ама живеела во Сингилиш. Така. Ама за земјотресот е родена во Велес. Така. Сега ово да ми кажеш колку Господ чела би даде со твоја сопруга? Две имам. Машки и женски? Две, черка и син. Така. Женети? Женети се. Така. Од черката имам две внуки, Така. а од синот имам едно машко. Како се викаат? Андреа и Каја се викат на черка ми, а на синот се вика Михаил. Кој ти е помило првото или цигарето? Слушај, сите ми се мили. Така. Сите ми се мили. Така. Сите ми се мили. Тоа е факт. Нека е дена за многу години. Да, за многу години се за убаво нека е. Чулте Господ, Се чулте за Господ. убаво е да се гледаме вака цел живот само зубавини. Чулте Господ. Само зубавини да се гледаме, Чулте само го. зубавини. Чулте го. И повелете у секоја доба сте добродојдени во Катланово. Ќе правиме на репортажа да пустим. Секогаш. Веруј ми, во Катланово кога доаѓам како да сум дома роден, јас сум од Веруј, Билеско. да. Така е. Верујте да ви кажам и едно. Овде, еве, живееме и со муслиманите. Така. И со нив живееме убаво. Така. Еве, во домчето во скоро време се правеше сунет на еден другар наш. Така? Домчето е и они доваѓаат.
не им го брани никој. Така е. Значи имаме соживот. Така е. Тоа ми беше најбитно, Дори, сакам да дори едно би рекол, си живееме многу. во Библијата и во Куранот никаде не пише оно што човек да прави. Така е, ама тоа е факт. Тоа е Така факт. Од едно би рекол, сите се раѓаме, сите заменуваме, да станеме, да Ама оставиме. ова што ќе остане поколение, Така ние е. децата ги воспитуваме да живеат, Така да има е. соживот. Така е. Ако така правиме сите и од наша вера и од нивна вера, децата ќе се сплотат. Така е, И така ќе е. нема омраза. Така. Туку вака едно удрие са секирате уште еднаш. Нема гајде, само внимавај. Така. Така. Ај. Само да се гледаме зуба. Зло заарно. Нека е денот за новогодини. Ете, после 6 месеци, спогај му на Господ, не донесе тука во Катланово. Денеска, што спремаш? Гравче космо. Така. За колку отприлика гости? Па негде околу 200 и нешто души. Така. 200 Истата рецета како што беше во Сушича? и истата рецепта. Така. Само што е ова косно, таму беше со месо. Така. И што е, која е мотивацијата, вака да речеме, за овие слаби да доаѓаш, да овај... Доаѓам за здраве. Така. За фамилија. Така. Колку члена број фамилијата твоја? 8 члена. Така. Со твојата сопруга колку имате челат? 2 сина и ќерка. Така. Мажени, женети? Синот и ќерката мажени женети, а синот другиот не жени. Така. Здраве Господ. Здраве. Таа што е неговата ќе си дојде. Да. Колку внучина имаш? 5. Машки и женски? 3 женски, 2 машки. Ајде ми ги наброиш. Софија, Стефанија, Јована. А на ќерка ми Никита и Даво. Кој ти се помили првото или сигарето? Сите ми се исто миле. Нека е денот за новогодини. За новогодини. Туку промеше малце да не загори графчето. Не ќе да загори, не. Не ќе самаме. Втората половина на 18 век за Катланово е период на обновување на селото, испразнето со пустошењето на арнаутскиот башибозук, кој броил околу 200 рами и селеџи, кој бил уништен од отоманскиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото се црквите Света Недела, манастирот Свети Илија и црквата Свети Никола, која во 1903 година е изгорена, а реобновена е во 1910 година, а во 1918 година повторно е до темел разрушена, за да во втората половина на 20 век е реобновена, а осветена на 15 октомври 2006 година од страна на неговото блажество, архиепископот Охридски македонски господин Стефан, во сослужение на бројното свештенство од Скопската православна епархија. Во црковниот двор се наоѓа камбанаријата висока 18 метри, на која се наоѓа најголемата фреска на Балканот со ликот на Свети Никола, во должина од 18 метри, а во ширина околу 2 метри, насликана од страна на зографот Тони Коцев од Радовиш, а ктитор на црквата и камбанаријата е семејството Димче Јовановски. Катланово уште од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1844 година во црквата Свети Никола, наставата се до 1900 година се одвивала на црковно-македонски книжевен јазик, а од 1900 па се до 1905 година на екзархо-бугарски, а од 1905 година па се до почетокот на Балканските војни на грко-патријашки,
а од 1913 година па се до 1941 година на српски јазик, а од 1941 година па се до 1944 година повторно на екзо-бугарски, а од 1944 година на македонски јазик. Во подалечното минато, мештаните од селото Катланово учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење, како во предилинденскиот, илинденскиот и по илинденскиот период. Во времето на Балканските и Првата светска војна, како и безброј други македонци, голем број на мештани до ова село ги оставиле своите животи на туѓите боишта, бранејќи туѓи интереси. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерало жителите од ова село без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења, надевајќи се на подобар живот. Селото за време на Втората светска војна е дел од народно-ослободителната борба. Катланово преку природен пат постепено растело. Во 1948 година броело 623 жители, во 1953 година во селото живееле 650 жители, во 1961 година 720 жители, во 1971 година 765 жители, во 1981 година 811 жители, во 1991 година 789 жители, во 1994 година 766 жители, во 2002 година 759, а според нерелевантниот попис од 2021 година селото брои 839 жители. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам во селото Катланово и за него да направам документарна репортажа, а воедно да бидам гостин и на христијанскиот православен празник Свети Атанасиј Александрийски, чиј празник мештаните од ова село си го слават во изминативе векови, а чија традиција се пренесува од колено на колено. Почитувани мои, аудиовизуелниот запис за празнувањето посветено на светителот Свети Атанасиј Александрийски овде во селото Катланово ќе ви пренесам во наредната репортажа.